Добар ден, криптоентузијасти. Денес ќе поразговараме на темата која што ја ветивме заедно со двајцата техничари во моето студио, а тоа е Ripple и моменталната ситуација со самиот случај помеѓу нив и SEC, како и кои се идните да речем можности и идниот roadmap за Ripple. Така да, како што кажеме, тоа е еден од оние коини кои што навистина го имаме доста во своето портфолио и за разлика од останатите коини како DOT, ADA и Ethereum, има доста битни случувања кои што е битно да се проследат, така да поради оваа причина ќе го направиме тоа денеска со оглед на фактот дека прво и најбитно случување е тоа дека конечно заврши излагањето на двете страни, односно на обвинителите и на бранителите во случајов, со тоа што одбраната и SEC, нели, како државна институција која што во случајов го тужи Ripple, ги изнесоа своите последни факти негде на почетокот на овој месец. Сега веќе не е ни битно е завршено, со тоа што моментално останува на одлука на судот. Сега, разгледав неколку случаи, да речем, потенцијални адвокати кои што се или инволвирани на некој начин или пак имаат интерес од сето ова да знаат како би завршила оваа тужба. Значи, според сите, оприлика процентот на тоа што можеме да очекуваме, како што и самиот Джереми Хоган го излага тоа во собственото видео. Значи, Джереми Хоган го следи овој случај што од самиот почеток, Legal Briefs, се вика неговиот канал, ако сакате да го погледнете, со тоа што неговото последно видео фактички за неговиот канал, затоа што нели се очекува дека ова ќе го заврши случајот на Ripple, беше буквално да ни каже кои се генерално шансите за тоа дали Ripple ќе победи или не и што да се очекува понатаму од овој случај. Така да е доста интересно, јас го разработив, ги запишав сите битни работи со оглед на фактот дека имам да речем голема подлога во правото, со оглед на фактот дека јас сум лично адвокат со положен правосуден. Така да, иако ова станува збор за сосема друг вид на право, за разлика од нашето, каде што нашето е базирано на закони, додека во Америка е базирано на судски пресуди, секогаш ќе направам некое сумирање на тоа што он го изложи, со тоа што ќе добиеме некоја генерална слика што да очекуваме и кои се шансите за Ripple, а кои се шансите за други сценарии. Со тоа што самиот по себе спомна 4 различни сценарии, од кои што ќе обработиме 3, затоа што четвртото представува на некој начин нешто што досега не можеле ни они сами да го предвидат во превод. Значи, иако Джереми Хоган соработува блиску со уште два други адвокати кои што се директно поврзани со Ripple случајот, значи истиот го излага ова како група, да речем групна не одлука, туку групно очекување за тоа што ќе се случи со самиот случај. Сега, пред да продолжиме понатаму со излагање на шансите за Ripple од едната или од другата страна, е добро да кажеме дека моментално SEC доаѓа после 3 последователни победи од истата оваа, да речем, графа, со тоа што има победа над Telegram во 2020 година, има победа над Kin, односно Kik Interactive во 2021 година, како и последната победа од 2022 година наспроти Library. Со тоа што не забораваме дека ова се мали риби, значи овој нема ниту блиску до соодветниот буџет кој што Ripple го вложи во неговата одбрана против SEC, со тоа што овие 3 случаи се буквално припрема на SEC за да може да оди кон големите да речем проекти, што и оваа ситуација е случајот. За тоа што јас лично, според моје мислење, ова е ништо друго освен изнудување, затоа што он фактички ги користи овие како тренинг, затоа што истите немаат соодветни средства за да може да се бранат, затоа што замислите колку може Ripple да вложи во одбрана и какви адвокати Ripple може да ангажира за одбрана, за разлика од овие мали проекти кои што ги изгубија своите случаи, затоа што истите немаат соодветна одбрана. А да не заборавиме дека истите отприлика ги користеа сличните средства и истите се соочија со истиот оној проблем за така речениот Howey тест, затоа што за разлика од нашето право, каде што има соодветен закон кој што е надграден од време на време, со оглед на тоа дека имаме нови субјекти, нова технологија, нов начин на формирање на правни лица и слично, така да со тоа и фактички постојано се надградува со цел да нема ваков случај како што е ова во Америка, каде од 1946 се користи пресуда да се одлучува за модерно право, во кое што фактички се работи за многу напредна технологија, која што не може да споредите со поле со портокали, каде што уствари е нели самата пресуда донесена во 1946 година. Сега, значи да,
овие три одлуки, посебно оваа KIN, односно KIK Interactive, која што е донесена во истиот суд каде што моментално се води овој случај, е една од најголемите, како и сите три заедно, нормално, пречки во можната победа на Ripple, затоа што истите го користат самиот Howey тест, кој што треба да биде фактички договорот, односно судската пресуда по која што се води овој случај, со тоа што моментално SEC се обидува да докаже дека и Ripple представува хартија од вредност, додека за разлика од тоа, на сите ни јасно дека Ripple не представува хартија од вредност, со тоа што нели соодветни адвокати тоа го аргументирале, и денеска ќе објасниме оприлика кои се заклучните ставови нивни. Со тоа што Джереми Хоган, како што кажавме, еден од оние кои што имаат и собствен канал исклучиво за овој случај, вели вака. 50% вика има шанса Ripple да победи, со тоа што првиот аргумент е дека нема инвестициски договор. Односно, никој нема актуелен договор и обврски од тој договор. Зошто е тоа така? Она што постојано Ripple се обидува да го објасни е дека од моментот кога Ripple ќе ги продаде XRP токените, нема никаков договор или обврски кон оние кои што го купиле Ripple токенот. Со тоа што вие може да го препродадете и нели на тој начин едноставно вие не давате ништо друго освен самиот токен на оние кои што сте го продале. Така да, ако нема било каков тип на документ, тоа е оно што постојано се обидуваат да го докажат во овој случај, а и се тврдат дека не е нивна работа да го докажат, туку е работа на SEC да докаже дека постои ваков инвестициски договор, и иако Ripple им даде буквално цела документација од почетокот на постоење на оваа компанија, ниту еднаш не успеа да најдат било каков тип на инвестициски договор во кој што може да се види кои се врските на Ripple од продавањето на ваков токен. Така да поради оваа коин, затоа што има свој smart contract capability, така да уште еднаш, ако не успеа SEC да го најде ова од сите документи кои што ги поседува Ripple, тоа значи дека ваков договор не постои. Останува на судот да одлучи дали постои ваков фиктивен договор, но тоа не останува понатаму. Тоа е оној дел која ќе разговараме за потенцијална загуба, но сега да ги обработиме аргументите кои што го прават овој случај многу поверојатен Ripple да победи. Потоа, втора дел од било кој инвестициски договор, посебно кога станува збор за хартија од вредност, како и одредена компанија, дека оваквите, да речем, средства кои што се собрани со купување на овој токен или самите токени, во случај кога се хартија од вредност, се буквално на некој начин стојат во одредена база, односно како на пример компанија која што треба да го користи ова со цел да направи било каков тип на напредок, профит, и овие луѓе да профитираат од поседување на овие хартии од вредност. Такво нешто не постои. Буквално не постои базен или групирачко место каде сите инвеститори ги ставаат своите средства со цел да споделат ризикот или наградата. И сега овдека интересно е тоа што Ripple Ledger и целиот екосистем постои многу порано од тужбениот период во кој се опфаќаат транзакциите кои не биле пријавени, односно тужбениот период од 2018 година напред. Идејата е во тоа што, ако Ripple, да речеме, вие сте му платиле на Ripple, а Ripple наместо да ви ги даде ваш токените, ви дава само право на токени кои што ги задржува самиот себе си, да работи со нив за да направи профит, да се дигне нивната цена за вие да добиете профит, тогаш би било соодветен инвестициски договор. Додека во спротивно, како во оваа ситуација, секој ги чува XRP токените за себе си и е слободен да прави што сака со нив, и не е само Ripple тој што фактички треба да ги купи назад. Хартии од вредност генерално може да бидат тргувани, знаеме и сами, на второстепен пазар, како и во оваа ситуација Ripple може да биде продаден на било кого без при тоа да следи овој инвестициски договор, да речеме, вие го продавате Ripple и велите, ако го земете овој токен во 5 години ќе биде со многу повисока цена, поради овој договор кој што го имам со Ripple. Таков договор не постои, а како што кажем уште еднаш, не постои ниту базен, ниту групирачко место каде што се консолидирани овие, да речем, хартии од вредност или коини, со цел да направат некоја повисока, да речем, вредност, со тоа што дури и да сака да тврди, да речеме, SEC дека постои самиот Ripple Ledger, односно самиот Ripple кој што фактички преку Ledger пак на некој начин представува екосистем каде што сите коини постојат, тоа не може да биде опфатено во оваа ситуација затоа што Ripple Ledger постои уште од почетокот на постоење на Ripple, додека за разлика од тоа, тужбата која што е поднесена е за трансакции од 2018 година па наваму, што значи дека вие не може да опфатите само пола од тие трансакции. Од друга страна, овие ICO што се правени, да речем, 2018 година, собирање на пари за надграби како и да е, не се поврзани со настанувањето на Ripple Ledger. Ripple Ledger постои и работи многу долго пред ова да биде направено, така да
овој аргумент комплетно им отпаѓа, како и Common Enterprise, односно многу од луѓето кои купиле Ripple не ни знаат што и кој е Ripple, без да знаат која е компанијата од која очекуваат да ја зголеми цената на XRP, не постои инвестициски договор. Односно, со ова се вели, тоа е исто како кога ќе купите вие да речеме хартија од вредност или да речеме акции во Nike. Вие знаете кој е Nike и вие знаете Nike што работи. И знаете дека експанзијата на Nike кога на пример би се проширил во нов континент, би отворил нови, не знам, продавници, нови колекции и слично, вие знаете дека од оваа компанија фактички колку повеќе експанзија се врши, толку повеќе вашите хартии од вредност ќе вредат со оглед на фактот дека Nike се гради како бренд. За разлика од тоа, голем дел од луѓето кои последуваат XRP не ни знаат што е Ripple. Значи тоа е онаа предност кај блокчейн технологијата каде што вие не се занимавате со компанијата, туку се занимавате со технологијата. И така треба да биде. Тоа е предноста на блокчейн технологијата каде што вие фактички го купувате токенот поради вредноста на таа технологија. Не го купувате поради тоа што компанијата потенцијално има шанси да напредува. Така да тоа е една од позитивните работи и во оваа ситуација е доста позитивен аргумент на страната на Ripple, затоа што многу од луѓето кои што поседуваат XRP, како што кажавме, не знаат уствари кој е Ripple, не ни знаат дека потекнува од Ripple. Така да ова се основните факти по кои што многу од адвокатите кои што разговарале заедно со Джереми Хоган на некој начин очекуваат дека ова се доволно аргументи кои што Ripple успеал да ги постави или пак SEC не успеал да ги докаже спротивните од овие, за да може Ripple да победи. Затоа има 50% шанса Ripple да победи. Сега, во корелација со ова, како помош, ако се сеќавате на крајот пред завршување на самиот случај, имаше многу компании кои што практично направија amicus curiae, што уствари представува помагање на судот да одлучи во правилната, да речем, на правилната страна, со тоа што ниту еден од овие не пристапи на страната на SEC. Имаше повеќе од 15 големи компании кои што се исто така загрижени дека ако Ripple добие негативна одлука ќе бидат следни на листата, па затоа и испаднаа на страна на Ripple. Со тоа што нема да навлегуваме за тоа кои се и што направиле, ќе навлеземе само кај една, а тоа е Paradigm. Значи тоа е една од најголемите компании која што е во, да речем, значи сама по себе не е компанија во крипто, иако има свој блокчейн проекти, но има главната компанија е за сметководство, ако не се лажам, додека има и свој легален дел, легална компанија која што е во овој склоп, со тоа што истата направила истражување од 266, значи овека не е запишано, не ги најдов овие потатоци, не може да го најдам официјалниот amicus curiae за да можам да ви го покажам, значи направиле истражување во 266 компании, во кои што ги има истите карактеристики како што она се обидува да го докаже Ripple, а тоа е дека не постои ниту инвестициски договор, ни постои компанија поради која што ги купиле токените со цел за истите да добијат на вредност, како и не постои место каде што нели сите овие токени се собираат со цел да предизвикаат зголемување на вредност. Така да, она што сакаат да го кажат е дека моментално со овие 266 различни блокчейн проекти се, така речено, голем доказ дека не е само Ripple, туку имаме огромен број на вакви проекти кои што го имаат истиот овој проблем, кој што SEC моментално го манипулира со цел да им изнуди пари, затоа што да не забораваме уште еднаш, значи SEC добива мал дел од своите инвестиции, да речем финансии кои што ги добива со цел да бидат платени неговите вработени од државата, додека поголемиот дел го добива како процент од она што го плаќаат луѓето кои што работеле спротивно на законот, кои што SEC ќе успее да докаже дека се виновни. Така да поради оваа причина ова е буквално класичен пример на изнуда која што SEC ја врши со цел да го искористи овој период каде што се уште нема соодветно право за да ги регулира криптопроектите и го прави тоа како што можеме да видиме уште од самиот почеток, прво на мали компании за потоа да преиде на оваа голема компанија надевајќи се дека ќе победи. Значи ова со Paradigm е доста битен момент затоа што за разлика од останатите кои што не ми се ни точно познати, е доста голем подвиг фактички на страната на SEC. Следно оно што треба да го земеме во првите, нормално дека секогаш постои шанса и SEC да победи, со тоа што првата така речена победа би била доколку моментално, затоа што ова е првостепен суд, како што и кај нас така и кај нив има нели првостепен суд, па има апелација, па има врховен суд во случај да не се одлучи во два наврати помеѓу овие два судови, со тоа што голема е веројатноста дека, значи она што го каже самиот Джереми Хоган, значи голема е веројатноста дека моментално судијата ќе се може да се почувствува дека не е доволно авторитетен да може да донесе одлука со која што понатаму ќе биде буквално користена како право од другите криптопроекти со цел да се бранат против SEC.
Затоа можно е истиот да одлучи дека нема соодветно право, односно нема соодветен авторитет да одлучи по овој предмет, истиот да го проследи на апелацијски суд. Што би го одложило овој случај, што е на негативна страна на сите инвеститори во Ripple, како и нели на некој начин би се рачунало како евентуална загуба, затоа што ако тоа се случи, може ова да се проложи дополнително, со оглед на фактот дека апелациониот суд може да одлучи дека му се потребни дополнителни факти, може да побара дополнителни изложувања, исто така да побара и стручни сведоштва и слично, така да ова на некој начин би се рачунало како загуба на Ripple. Сега, целосна загуба на случајот на Ripple од страна на SEC би се случила во случај доколку судот одлучи дека работата на Ripple сама по себе заедно со нивниот рекламен и промотивен материјал се доволни за да се претпостави дека има инвестициски договор во кој луѓето очекувале дека XRP е како хартија од вредност, чија вредност ќе се зголеми преку работата на Ripple. Сега, иако, знаеме и сами дека моментално официјален документ за инвестициски договор не постои, тоа не го менува фактот дека судот може да ја гледа самата работа на Ripple и нивното јавно излагање преку соодветни кампањи, маркетинг, преку соодветно информирање на јавноста за кои се нивните следни проекти и слично, дека тоа е доволно за да ги на некој начин натера луѓето да купат XRP поради очекување на соодветен профит поради ваквите, наречам, позитивни кампањи и рекламен материјал. Иако ова не значи дека ќе биде исклучиво, но е едно од можностите кое што може да се случи, како и делумна загуба, односно доколку судијата одлучи дека од 2018 година наваму станува збор за хартија од вредност и даде делумна казна на Ripple. Сега интересно во оваа ситуација што е? Значи целосна загуба било доколку се отвори дека уште од самиот почеток Ripple представувал хартија од вредност и дека сето тоа требало да биде регистрирано и дека во оваа ситуација фактички, значи ова би било на некој начин катастрофално за Ripple, но само на американска територија. Ќе поразговараме после и за тоа, затоа што Ripple моментално многу паметно се одселува од Америка, така да како и да е, че ова би било катастрофално на американска територија, каде што би требало да речеме да плати оштета и слично, но повторно, ако вие се иселите од самиот од самата држава Америка, тогаш ова нема многу да ви делува, тоа е најбитниот момент, како и во случај за третата, односно делумна загуба во оваа ситуација против SEC. Значи, истиот судија може да одлучи дека од 2018 наваму се представува дека тоа се хартија од вредност, докато пред 2018 година не, со оглед на фактот дека и самата тужба е за трансакција од 2018 година наваму, што значи дека оно претходно не е ни спорно. Така да ако се одлучи дека навистина представува хартија од вредност 2018 година, судот е можно да му даде соодветна, да речем, сума како казна на Ripple, пошто ќе го, да речем, принуди да ако сака понатаму да работи, да треба да ги помине сите оние пречки кои што ќе ги постави SEC, да регистрира соодветна компанија, каде што од тој момент наваму во Америка ќе се смета дека сите коини на Ripple ќе бидат хартии од вредност. Сега, прво и многу битно е тоа што самите, значи Ripple поседува огромен капитал. Огромен капитал. Не е американска, туку е глобална компанија, има само 5% од својот, да речем, бизнис и Ripple токен, коин на територијата на Америка, што значи дека јас верувам дека Ripple е повеќе од способен да ја плати оваа казна, посебно со оглед на фактот дека гледаме дека они понатаму продолжуваат да работи, ништо од ова не го запре со напредок, со проширување кон Европа, со најава за IPO и слично. Така да јас верувам дека таков тип на компанија која што има толку голем капитал, има и соодветни пари да ги покрие ваквиот тип на загуби, посебно кога станува збор за држава која што ќе биде многу во загуба со ваква одлука. Значи, ако вие го избркате Ripple од вашата територија, кога ќе дојде ден да се сврти ситуацијата во која што Ripple представува моментално едно од основните тела, значи практично член на еден од основните тела на ISO 20022, ќе биде многу криво што сте го направиле тоа, со оглед на фактот дека во тој случај Ripple ќе одлучува кој е компатибилен, а кој не е, за да се приклучи на ISO 20022. А знаете како тоа кругот се врти, така да може да дојде комплетно обратна ситуација во која што американски субјекти нема да може да влезат во ISO 20022 поради ваквата одлука. Значи тоа е фактички она втора опција во која што има 30% шанса победа да ја донесе SEC, со тоа што најголемиот проблем би бил оваа втора варијанта, која што нормално не е 30%, е многу помалку од тоа. Како и сега, значи тоа се основните две ситуации во кои што имаме или победа на Ripple или победа на SEC. Додека останува уште една
во кое што fair notice defense, односно дали самиот Ripple бил соодветно известен на време да издействува како што треба и да ги следи фактички одлуките кои што се досега донесени во претходни, да речем, постапувања со други криптопроекти. Проблемот е во Fair Notice Defense, значи она што е една од најголемите одбрани на Ripple, дека не биле соодветно известени за тоа што го прават. Посебно со оглед на фактот дека Ripple многу пати досега докаже дека имал комуникации со SEC и дека ниту во еден момент SEC не ги известил дека прават нешто противзаконски. Поради оваа причина голема веројатност е дека и ово многу ќе помогне на Ripple, со тоа што во оваа ситуација Джереми Хоган околу 20% става на ситуација дека можно е одлагање на ова судење за пред порота, што би можело да биде во текот на 2023 година, кое што исто така не е поволно ако мене прашувате, што е уште едно одлагање. Проблемот во оваа ситуација е дека судијата може да се осеќа несоодветно компетентен да одлучи дали навистина постоела fair notice defense или не, што на некој начин е во позитивна, да речем, страна на Ripple, затоа што Ripple сигурно би победил судење пред пород. Значи тоа сигурно би го победил. Проблемот е што од сите кажувања досега на сите адвокати, значи SEC не би си дозволил одење на ваква опција, посебно со оглед на фактот дека во ваква опција, значи Ripple може да се дрзне и да побара отварање на оние sealed notes, значи оние sealed emails. Тоа е фактички мејлови кои што се направени од Hinman во однос на тоа како истојот одлучил дека Ripple не е security, а Ripple е, извинете, Ethereum не е security, а Ripple е. Така да ако тоа се случи, тоа ќе биде огромен срам за муриканската правна сфера, затоа што ќе се докаже дека станува збор за огромна корупција која што постои таму. И тоа не смее да испадне на видео, така да јас верувам, значи како и самите адвокати тоа што кажуваат, дека SEC попрво би испаднал и би се спогодил со Ripple пред да дозволи испаѓање на овој случај пред порота, затоа што тогаш веќе целата американска јавност ќе биде дебело запознаена со работата на Комисијата за хартија од вредност во Америка, што не е во полза на SEC. Сега, James K. Filan е еден од оние како Джереми Хоган, кој што го следи овој случај уште од самиот почеток, со тоа што James K. Filan исто бил јавен обвинител во Америка и неговиот збор доста значи, посебно кога станува збор за ваков тип на пресуди, со оглед на фактот дека има големо познавање како од правото, така и од овој тип на право, каде што фактички станува збор за облигацијски односи. Сега, во оваа ситуација, значи само ќе ви кажам точно оно што ова го најави уште на 4 ноември и значи до ден денеска се уште стои на ова мислење, со тоа што сите адвокати што сум ги гледал, затоа што има неколку што работат на овој случај, сите го цитираат него, вели вака. Вика се уште стојам на моето предвидување дека судијата Торес ќе донесе како одлука како за експертските сведочења, така и за summary judgment, односно она одлука која што ја параат практично пред да заврши самото судење, да се донесе одлука до овој момент со она што е расположливо во исто време и тоа пред март 31 2023 година. Така да он очекува дека ова што моментално треба да го донесе одлука судијата ќе го донесе пред завршувањето на март следната година. Ако тоа е така, јас се надевам дека тоа ќе биде доста позитивно, во негативен или позитивен не е битно, битно ќе биде позитивно и се надевам дека ќе биде во право за ова, затоа што на сите ни е битно, посебно оние кои што се инвестирани во самиот Ripple, да бидеме реални. Сега, од овој момент, значи прво треба да најавиме зошто, значи сега нели, до сега разговаравме која е ситуацијата и што се очекува од самото пресудување фактички во однос на овој случај за Ripple. Сега јас ќе ви кажам зошто, значи повторно, пред да продолжиме понатаму морам да напоменам уште еднаш дека ова не е моје повикување на вас да купите Ripple, ова не е мој финансиски совет, ова е само моје видување на случајот со Ripple, поради тоа што ние сме инвестирани во него и ви кажувам кои се моите основни причини поради кои што ние понатаму инвестираме во Ripple и поради кои што очекуваме дека позитивна или негативна одлука на овој суд нема да смени ништо во однос на иднината на Ripple. Сега, од кога го расчистивме тоа, значи прво мораме да напоменеме дека компанија која што е уплашена за сопствената за постоењето, за сопственото постоење, не би испаднала уште во текот на самото суд, че зборувам уште почетокот таму 2019-2020 година кога сето тоа започна, значи уште тогаш не разговараа за потенцијален IPO. Извинете, 2020 година започна така. Значи разговараа за IPO
кој што не беше соборен од вакви случаи, туку само кажа дека истите ќе почекаат самиот случај да заврши, затоа што нема логика да испаднете вие на initial public offering, односно да ја направите сопствената компанија јавна, со тоа што ќе продадете акции од Ripple, овој пат не од XRP, туку од Ripple, и овие акции фактички ќе ви дозволат да бидете да имате удел во самата Ripple компанија. Сега, нормално е дека нема логика да го направите тоа додека постои активен судски случај за вашата компанија, затоа што сите би били уплашени да влезат со оглед на фактот дека не знаат што да очекуваат од ваквиот случај. Затоа, значи, прво мора да објасниме дека капиталот кој што е во Ripple не е американски, туку самата Ripple компанија потекнува од конгломерат на јапонски банки кои што стојат позади проектот Ripple. Затоа и мене ми се допаѓа како проект, иако за жал е базиран во Сан Франциско, значи основниот капитал во Ripple и самата Ripple компанија потекнува од јапонски банки, нели, нормално базирани во Јапонија, кои што најавија, значи они најавуваат како сопственици на Ripple дека после завршување на целата оваа ситуација, они излегуваат на IPO, каде што Ripple ќе биде понудена на initial public offering, со тоа што ќе им биде дадено на луѓето шанса да купат акции во самата компанија, затоа што истата има доста, да речем, потенцијал за добра иднина и добра заработувачка, со тоа што, како што кажав уште еднаш, значи тоа ќе биде втората компанија после Coinbase, односно менувачиците Coinbase во Америка, која што ќе испадне со initial public offering и која што ќе понуди на луѓето да купат фактички дел од оваа компанија и истата да биде на некој начин многу потранспарентна со оглед на фактот дека ваква компанија која што има удел во ISO 20022 е многу по-фер да биде јавна компанија наспроти да биде приватна компанија која што директно ќе биде инволвирана во светските конгломератски трансакции на пари помеѓу најголемите банки во светот. Така да тоа е доста добро ако мене ме прашувате, иако ќе напоменам уште еднаш. Ripple ни по точка разно не представува децентрализација, ни по точка разно не представува никаков момент во кој што ние можеме да се гордееме со напредување на блокчейн технологијата, тоа ми е јасно. Но Ripple на некој начин ни представува мостот помеѓу она претходно корпоративно корумпирано банкарско општество до ова ново децентрализирано општество во кое што фактички ќе имаме комплетна децентрализација преку блокчейн и слично. Со тоа што овие два света мора да се судрат порано или подоцна. Проекти како Ripple се така речено скалило помеѓу двата, кои што иако можеби не се, како што кажав уште еднаш, не се врв на децентрализација и на транспарентност, представуваат чекор во правилниот правец на развивање на оваа технологија, затоа што некој мора да се работува со банките. Банките нема едноставно да престанат да постојат и да престанат да владеат во светот. Нормално дека ќе пружат опор, нормално ќе бидат дел од следниот блокчейн чекор во технологијата. Ова е начин како да се најде заеднички став за понатамошен развој, затоа што ако Ripple биде прифатен од страна на најголемите играчи во светот, тоа значи дека автоматски најголемите играчи во светот користат блокчейн технологија и истата ја оправдуваат и нормално тогаш ќе нема да може да кажат самиот блокчейн е лоша технологија или е само за хакери или е само за негативни играчи и слично. Така да јас многу очекувам IPO-то да се случи и ова завршување на судот значи дека ќе дојдеме до ситуација да се отвори ова IPO, каде што јас лично очекувам да купам барем колку што можам дел од овие акции. Значи, ќе напоменам уште еднаш да се има ваков тип на акции, мене ако ме прашувате е паметно, со оглед на фактот дека, значи доаѓаме до следниот момент каде што Ripple е дел од ISO 20022, ќе поразговараме точно што тоа значи, иако досега неколку пати сум спомнале. Значи, ако ви е досадно, пак ќе кажем, има многу видеа на нашиот канал, има други канали, слободно погледнете ги. Ова за оние кои што ги интересира и за оние кои што гледаат потенцијал во Ripple, јас верувам дека ќе биде доста интересна тема. Сега, прво сакам да го напоменам ова затоа што овие вести кои што доаѓаат во да речем претходниве 3-4 месеци се буквално потврда на оно што јас постојано кажувам дека Ripple се обидува да се оттргне од Америка што подалеку, што јас го поздравувам многу. Значи јас лично инвестирам во проекти кои што не се базирани во Америка, што можем повеќе со оглед на фактот дека може да видиме како корумпирана рак држава како Америка може да држи добри, да речем, криптопроекти во како заложници само затоа што не наплатила толку колку што треба. Така да поради овие причини менувачници, криптопроекти и слично гледам исклучиво да бидат базирани надвор или барем нивната работа да биде базирана надвор од Америка. Сега, крипто стартап Ripple, значи како што кажавме уште еднаш, бара моментално лиценца во Ирска
за негова експанзија. Сега, интересното е тоа што ако добие лиценца во Ирска, како и во Обединетото кралство, значи тоа фактички не е само за негова експанзија, туку е потенцијален практично поместување негово од Америка во Европа во случај на, да речем, негативна пресуда. Затоа што на Ripple и понатаму ќе му треба основен штаб, односно основна база на операции. И дали тоа ќе биде Америка или Европа, значи за Ripple, за неговата долготрајна иднина нема да има голема разлика, но моменталниот развој на правото во Европа, кој што е многу по крипто, да речем, прифатливо и кој што е многу по, да речем, ќе даде шанса за развој на оваа сфера, е многу по соодветно и позитивно во Европа, така да јас комплетно го разбирам ова поместување на Ripple кон Европа, со тоа што ова не е прв, значи ова е низа вести кои што ги имаме, значи моментално истот аплицира и чека да види дали се да ќе биде одобрена од Ирска, додека во исто време имаме, значи моментално имаме, ова веќе го имаме спомнато, но само ќе напоменам дека ова е, како што кажав, неколку вести кои што покажуваат дека Ripple се фокусира повеќе на Европа со оглед на фактот дека нели. Пак ќе кажам, значи имате многу по-голема шанса за успех кога би станало моменталната ситуација во Европа каде што се обидуваат да направат кохерентно право на целата територија на Европа наспроти Америка која што се уште не знае кој ќе биде одговорен за сето тоа. Со тоа што е овдека, значи on-demand liquidity, ако се сеќавате разговаравме, тоа е уствари солуцијата на Ripple во која што Ripple ќе го користи сопствениот XRP токен во огромна количина кој што го поседува со цел да ги даде овие пулови на огромните економски играчи, потенцијално банките и финансиските институции, да ги користат за големи трансакции во кои што фактички една, да речем, банка од една држава внесува одредена количина на домашна валута во базенот Ripple, кој што од другата страна, другата институција која што треба да прими оваа уплата, го вади во сопствената домашна валута со буквално минимална сума на уплата фактички за трансакцијата. Знаете и сами дека тоа е буквално неколку центи, без разлика дали станува збор за $10 или 10 билиони, со тоа што дополнително сето тоа мораме да напоменеме дека ова е солуција за меѓугранично тргување на огромни институции, затоа што и Ripple има соодветен капитал да ги покрие ваквите трансакции, кои што, значи, на овој начин заменуваат огромна, значи, база на луѓе кои што се потребни да направат оваа трансакција, доколку не постои ваква солуција, затоа што, например, Swift, како што кажаме и сами, е меседжинг систем кој што дава само насока на тоа кој на кого што треба да плати. Додека повторно вас ви е потребна огромна маса на луѓе кои што работат во овие субјекти со цел да ги процесираат сите овие уплати и сите овие уплати да бидат направени соодветно, додека за разлика од тоа со Ripple буквално го изземате целиот овој, значи не ви се потребни ни банки, самиот субјект не мора ни да има соодветно представништво за да има ваков тип на трансакции. Додека за разлика од тоа, моменталниот систем бара исклучиво, значи голема човечка сила со цел да биде сето ова реализирано. Сега, моментално, како што кажавме, имаме две партнерства од октомври оваа година помеѓу Шведска и Франција со нивни големи компании во да речем самата држава, каде што истите ќе почнат да го користат ODL on-demand liquidity протоколот, односно овие пулови на Ripple со цел трансакции меѓугранични, како и последното она што го разговаравме е дека моментално имаме on-and-off ramps за Zoom walletот на Ripple, каде што може директно да купите и да продадете Ripple од практично ова се банки кои што соработуваат со самиот Zoom новченик, каде што може директно да купите и да продадете во Франција и во Обединетото кралство, а додека во Холандија веќе овој wallet го има тоа интегрирано. Така да ова се показатели дека моментално Ripple навистина се фокусира на негово преминување во Европа, што ако мене ја прашувате уште еднаш ќе напоменам е исклучиво паметно, посебно со оглед на фактот дека Европа е многу по крипто-френдли за разлика од Мурика во моментов. И моментално она што е најбитно е дека, значи она што јас уште од почетокот го кажувам, со многу од луѓето не ми верува. Ripple се обидува да го наследи Swift. Тоа не е само прашање на дали, туку е моментално само прашање на кога. Значи, како што знаете и сами, ISO 20022 требаше да биде активен уште од ноември оваа година, поради соодветни случувања, моментално ISO 20022 start date е преместен за март оваа година, значи од март 2023 година ќе имаме започнување на ISO 20022
значи ако не сте погледнале, да не навлегувам во детали, може да погледнете, имаме соодветно видео во едукативниот сектор, каде што разговараме за стандардот ISO 20022, каде што одредени криптопроекти веќе се компатабилни со ваквиот стандард и кои што веќе ќе може да влезат во следниот финансиски систем како еднакви партнери на институциите и на оние корпоративни, да речем, компании. Сега, интересно на целата ситуација, оно што постојано го напоменуваме, е дека преку вклучувањето на Ripple во телото за глобални стандарди за ISO 20022, истиот се става во позиција да биде клучен фактор во одлучувањето кој ги исполнува, кој не ги исполнува овие стандарди, првенствено од крипто секторот, претпоставувам дека тоа ќе биде, додека од друга страна истиот се става во ситуација каде што, значи, е исклучиво битен фактор во имплементирање на овој стандард после престанувањето на SWIFT во ноември 2025 година. Повторно, ова е по коинциденција во текот на следниот bull market. Значи, следниот bull market се очекува да биде после халвингот 2024 година мај, една година потоа, фактички тоа е негде до средината на 2025 година, ако не и до самиот крај. И ова е, значи, случајно се случува баш тогаш, престанувањето на постоење на SWIFT. Како и да е, значи, замислите колку ова ќе биде позицијен фактор кога Ripple после било каква одлука моментално судот ќе излезе и ќе каже ние сме тие кои што одлучуваат кој ќе биде дел, кој нема да биде дел од ISO 20022, како, нели, тело кое што ги утврдува, значи Standards Body, кое што ги утврдува стандардите за тоа дали некој ги исполнува или не и наметнува нови стандарди доколку се потребни во иднина, со тоа што ISO 20022 ќе биде стандард на сите финансиски и банкарски институции и следен меседжинг систем после SWIFT кој што треба да ги спроведува овие меѓународни трансакции. Некој искоментира дека тоа немало никаква врска. Како може да нема врска кога, значи, главната работа на Ripple е меѓугранични капитални трансакции. Како нема никаква врска кога ова е основната работа на Ripple? Значи, да ми кажете така да би било жално да гледате дека сонот на Ripple е да го преземе SWIFT, моментално го има седиштето во Body Standards, така, на следната институција која што ќе го превземе SWIFT и да кажете дека тоа нема никаква врска е, како да кажам, и смешно и жално во исто време, но нели, сите се експерти во денешно време, како и да е, не е битно. Во секој случај ќе напоменам уште еднаш. Значи Ripple е моментално на клучна позиција да го превземе целиот платежен систем, посебно со оглед на фактот дека неговиот ODL систем, односно On Demand Liquidity, е буквално она што е потребно за целосно елиминирање на овие корпорацијски банки кои што ги гледаме, значи нема да има потреба веќе ниту од експозитурите кои што ги гледате моментално. Значи буквално ќе се замени се со оглед на фактот дека таквата скапа администрација е непотребна кога станува збор за ваков тип на решение кое што целосно го елиминира потребата од човечката рака фактички. Што е, ако мене прашувате, одлично, можеби не е баш добра вест за оние кои што работат како банкари, но мене ако прашувате, одлично и се надевам дека ќе случи што поскоро. Со тоа што ќе напоменам уште еднаш, замислете, за уште еднаш вака ќе кажам. Моментално SWIFT постои повеќе од 40 години. Замислете, во следниот период кога SWIFT ќе престане да постои од 2025 година, да поминат 10 години и Ripple да преземе барем, не знам, 1% од оние 140 трилиони на годишно ниво, кои што минат преку SWIFT. И замислете од овие трансакции, така, значи 1% само да се. Колку само физ ќе собере ODL солуцијата на Ripple за оние кои што моментално имаат Ripple и кои што го користат својот Ripple во овие пулови. Така, замислете колку физ ќе собере. А да не забораваме колку тоа ќе дигне цената на Ripple затоа што колку е повисока цената на Ripple, толку помалку Ripple е потребен во одреден пул со цел да се прават вакви капитални трансакции. Сега, иако ова што ќе го направам можеби малку почетнички, значи ќе отвориме буквално Digitron и ќе направиме некоја, иако значи математиката ми е крајно слаба страна, значи ќе се обидам да направам една основна математика, значи ќе речеме, значи буквално да речеме дека во следниот период од 140 трилиони, може да проверите и сами, значи 140 трилиони представува моменталниот годишен промет на капитални трансакции користејќи го SWIFT. Тоа е просечен промет, така. Значи да земеме дека истиот ќе земе 1% од ова. Значи 1%.
фактички треба да го поделиме на 100 и ќе добиеме колку е 1%. Значи тоа е 1,4 трилиона. 1,4 трилиона е сепак моментално скоро два комплетни маркет капови на крипто. Во 1,4 трилиони. Сега, значи ова е уствари колку би презело во трансакции, што генерално нас не е толку битно, ако на пример учествуваме во самиот пул. Но ова е чисто да видиме колку би изгледало, во прилика значи колку практично би поминале пари преку овој пул само ако преземе 1%. Додека, она што ни е битно нас е дека моментално цената за секоја од овие трансакции е 0,401 Ripple, така, значи тоа е цената на било која трансакција. Така, сега. Моментално на дневно ниво минат повеќе 41,8 милиони пораки, значи на дневно ниво, така, преку SWIFT системот. Тоа се 41,8 милиони трансакции во една или во друга насока. Значи од 41,1, добро, ќе ставиме 42 милиона, така. Значи тоа е колку поминало капитал, додека во 42, само секунда, 42 нема да ставиме милиона, туку ќе ставиме делено на 100, фактички ни дава 0,42 милиони на ден. Така, значи тоа се фактички 500.000 отприлика, така, 500.000 отприлика на ден. Значи ова треба да помножиме по 365 денови во годината, не, 365 денови во годината. Значи ние имаме 153 милиони трансакции во текот на една година. Така, значи ова е милиони. Сега ова треба да го помножиме по оваа трансакција овде 0,401, значи не заборавајте дека ова е во милиони. Помножиме по 0,401. Добро, и сега ова фактички затоа што е во милиони треба да го помножиме по милион. Ако грешам, јас се извинувам, но за тоа станав правник, не станав математичар. Значи можеме да забележиме дека годишниот фи за само 1% од моменталните трансакции на SWIFT би коштал само отприлика $1.533, што би ги добил Ripple за целата оваа работа. Зборуваме за 420.000 фактички трансакции на ден, кои што се множат по 365 и самиот фи, значи отприлика $1.533 би коштала целата работа на Ripple за сите овие трансакции само од 1% од самиот пул моментално на SWIFT, што е премногу малку. Генерално, вие како дел од овој пул нема да добивате многу, но добивате многу од тоа што, значи, самото тоа што, значи, кога ќе престане овој случај, јас верувам дека повторно Ripple ќе воведе како што има ADA, како што има Ethereum, како што има DOT, соодветен стейкинг кој што, ќе ви дава одредени награди за да го заклучите вашиот Ripple во ваквите пулови. Со тоа што, ова е само 1%, ако помножиме по 100, значи, од моменталната работа на SWIFT, Ripple би наплатил само $153.000 на годишно ниво за да превземе целата работа на SWIFT моментално. Значи, толку би коштало според пресметката, за тоа што една трансакција е 0,0001 Ripple, на дневно ниво 1% е 420.000 или 42 милиона, во зависност од тоа како би изгледала целата ситуација, колку би превзела моментално Ripple. Значи, замислите колку се намалуваат трансакциите, замислите колку наплаќа моментално секоја од овие банки за процесирање на овие трансакции и повторно истите е потребно отприлика недела дена за да се финализираат, за да бидат пратени во комплет, за разлика од тоа помалку од 4 секунди му се потребни на Ripple да ја финализира целата оваа работа и значи обемот на плаќање е смешен кога ќе го споредите со целата таа армија банкарска која што работи за спроведување на овие 42 милиони трансакции на ден. Така да ќе кажам уште еднаш. Значи, цената на Ripple ќе добие, вие нема да добиете некоја огромна количина за тоа што да речем сте заложиле во ваквиот пул, но како и ADA, како и DOT, како и Ethereum, јас верувам дека ќе добиете соодветен процент назад од Ripple како токени, ако ги заклучите вашите Ripple токени во овие ODL пулови со цел финансиските институции да можат да прават ваков тип на трансакции, со тоа што дополнително да не забораваме дека цената на Ripple драстично ќе се зголеми, зборуваме многу ќе се зголеми доколку ваков капитал почне да ја користи како ODL солуција. Сега, тоа е значи генерално чисто да имате отприлика представа како се тоа би изгледало во иднина, со тоа што уште еднаш сакам само накратко да напоменам, значи кога би споредиле претходниот bull run
од 2017 година до оној од 2021 година, значи овој сегмент е многу сличен на овој моментално кој што го гледаме овдека, а тоа е моменталната поставеност на Ripple, како што можеме да видиме. Значи гледате, буквално овие два неуспешни обида многу потсетува на овој момент, каде што моментално ќе имаме повторен обид за пробивање на оваа фактички граница, овој тренд, со тоа што моментално ова е уствари претходното движење на самиот Ripple. Тоа е со неуспешниот обид практично за нов all-time high од април 2021 година, кога достигне 1,9, со тоа што јас би поставил уште еден тренд овде моментално, кој што верувам дека понатаму ќе представува и основната поддршка на цената моментално која што гледаме на Ripple, со цел да, значи мораме прво да утврдиме дно на биткоин, тоа е повеќе од јасно, но на макро ниво овој голем триаголник фактички ќе ни го даде следното движење на Ripple нагоре и по обична, значи најобична техничка анализа, ние треба фактички од самиот најдолна граница на овој триаголник да измериме по прав агол до горната граница на горниот крак од овој триаголник и да без разлика каде ќе биде, значи скршувањето од овој триаголник, дали ќе биде сега, дали ќе биде потоа, значи еве да кажеме дека ќе го скрши негде пред самиот халвинг пример. Значи еве гледајте што ни дава овдека, ни дава вредност од $14,3. Значи тоа е доколку оваа формација се заврши и добиеме, значи ова е првата, сега нели, карикирам ја, не знам каде ќе успееме да пробиеме оваа тренд линија, со тоа што да не заборавиме дека за поедноставно да видиме каде би очекувале следно движење од оваа формација, би морале да поставиме обратно позициониран, само да наместам како што треба, затоа што моментално магнетот не ни е отворен. Значи ево, прилика вака би изгледал Фибоначи на оваа позиција во обратен правец, каде што максимална вредност буквално би била негде околу 14. Така, значи без разлика каде ова ќе биде скршено, гледаме дека максималната вредност на оваа формација и по Фибоначи и по оваа секвенца, значи е негдека оприлика иста. Значи колку надоле се движи, повторно сме негде во горниот дел од оваа секвенца. Значи ако го поставиме истото и на биткоин чартот во претходниот bull market, можеме да видиме дека буквално, значи еве гледате, од самиот апсолутен врв до апсолутното дно 2017 до 2019 година, ние добиваме придвижување надвор од овој триаголник буквално до најгорната граница на Фибоначи секвенцата. Значи овие два врва се буквално на самата граница на најгорната мета на Фибоначи секвенцата, која што би кореспондирала, како што кажавме, и со кршење на оваа триаголна формација и со поставување од апсолутниот врв до апсолутното дно. Значи тоа би било максимална вредност која што според Фибоначи би ја достигнал Ripple, а тоа е негде околу $13, потенцијална вредност за следниот bull market. Нормално ова е само представување што очекуваме да речеме следниот bull market, иако може да биде и многу повеќе, останува да видиме со оглед на фактот дека и самиот Фибоначи секвенца од претходниот bull market овдека на пример е многу повисока. Значи ако ја поставиме чисто за да видите, еве ќе ја избришеме оваа, значи некогаш зависи од каков тип на успех ќе имаат во самиот bull market, гледаме дека може да биде и многу над метите кои што ги поставува Фибоначи, како што беше bull marketот од 2013 до 2018-17 година. Значи, затоа мораме да видиме како се до тоа ќе се одвива во однос на фундаменталната анализа. Ова е само технички преглед на тоа што очекуваме за Ripple на долг план. Повторно ќе кажам, значи ова не значи дека ќе се случи, мораме да следиме и техничката и фундаменталната анализа, но крајните да речам мети кои што ги очекуваме, барем за следниот bull market е она што ви го покажав моментално. Може би многу повеќе, може би нешто помалку, се зависи од тоа како ќе заврши случајот, како истиот ќе се имплементира во Европа, како понатаму ќе успее да добива партнери во банкарскиот сектор, кој што моментално е главната мета на Ripple, така да останува да го следиме и понатаму, но ако мене ме прашувате, Ripple според нас има доста светла иднина и очекуваме да бидеме инволвирани во самиот проект и понатаму, посебно со оглед на фактот дека истиот има централна позиција во ISO 20022, за кој што некој можеби е смешна, за нас е доста сериозна,
Така да ќе напоменам уште еднаш, ова не е финансиски совет, но е еден од основните работи кои што сакаме да ви ги доловиме за потенцијалот на Ripple со оглед на фактот дека овој проект е еден од најинтересните проекти за капиталните инвеститори како банки и финансиски институции, што треба на вистина да ве замисли дали треба да биде дел од вашето портфолио. Понатаму ќе правиме многу вакви анализи за многу проекти. Сега моментално се држуваме на оние кои што ги имаме во сопственото портфолио, затоа што има соодветни причини поради кои што веруваме дека нивната зрелост на овој пазар им дава многу голема предност за разлика од новите проекти, како и нивниот голем маркет кап кој што ги прави поотпорни за разлика од помалите проекти во овој момент дно на целиот крипто пазар заедно со Bitcoin. Така да ќе напоменам уште еднаш, понатаму ова ќе биде стандардна работа на нашиот канал, ќе правиме ваков тип на анализи за многу проекти, за оние кои што мислиме дека има потенцијал, со тоа што ќе напоменам уште еднаш, секој од овие анализи не представува финансиски совет, туку само представува што ние гледаме, што очекуваме, кои се нашите проекции за очекувањето од соодветен проект и како на техничка, така на фундаментална анализа. Ви благодарам уште еднаш, се надевам дека ви се допадна и ова видео. Јас се извинувам што не знам да направам видео помало од 1 час, верувајте ми се трудам, но едноставно кога има толку многу работи да се објаснат, понекогаш се заборавам и доаѓаме повторно 1 час, еден ќе биде многу пократко ова видео, но верувам дека оние кои што го имаат Ripple во сопственото портфолио ќе им биде многу мило што го направил ова видео. Оние кои што не им се допаѓа Ripple, како што кажав и сам, затоа имате крипто категории, направивме цела плейлиста од околу 20 видеа во кои што имате еден куп различни категории на крипто проекти кои што се од различна сфера. Може би ако не ви се допаѓаат вас финансиските институции и банки, ќе најдете нешто посоодветно таму. Во секој случај, значи нашиот канал е непристрасен, ние се обидуваме да разговараме за профит, не за фудбалски клубови, така и нема пристрасност во однос на тоа дали некој проект е подобар или полош, се е ствар на профитабилност. Никој не вели дека вие нема да бидете профитабилни ако држите само Polygon, можеби, или ако држите, не знам, некој 300-то место токен. Ние разговараме за потенцијална профитабилност на еден од проекти кој што нас се допаѓа и за кој што сме направиле соодветно истражување за да можеме да ви ги изнесеме овие факти. Така да ќе напоменам уште еднаш, не го сваќате ова персонално. Не сме значи ние не ја посетуваме Ripple, ние немаме ништо од Ripple не инвестира нас за тоа што го правиме. Ова е само наше истражување за тоа што гледаме моментално од Ripple и кој е неговиот потенцијал во иднината. Така да гледајте го ова како истражување, како едукативен материјал, не како финансиски совет. Ова не се сигнали, ова е наше видување на овој проект. Ви благодарам уште еднаш. Гледате ни понатаму, гледате дека постојано се обидуваме да направиме нови интересни различни содржини. Нели, како и секогаш, најмала поддршка од ваша страна, само споделете во нашиот канал нашите видеа на некој кој што сака да научи повеќе. Значи и Македонија има нешто да понуди, нашиот канал се обидува тоа да го покаже. Значи, иако соработуваме со многу луѓе, нашиот канал исклучиво се обидува да донесе едукација во Македонија. За жал, нема многу луѓе кои што го прават тоа. Оние малку ретки кои што го прават, секој е чест, значи благодарам што го правите тоа заедно со нас. Ги охрабрувам и сите оние кои што не започнале да почнат, затоа што крипто секторот е толку млад што нуди огромен простор за развој во било која сфера. Дали вие ќе бидете технички канал, дали ќе бидете само канал за вести, дали ќе разговарате можеби само за шпекулации од типот на кој нов меме кој ќе биде добар. Не е битно. Сите овие канали се битни и сите овие канали се потребни, посебно со оглед на фактот дека Македонија нема никаков канал на македонски. Ова е своевидно првиот кој што има поголема содржина, иако нормално дека и каналот на Бојан и останати некои помали канали кои што сме ги виделе, но не се активни. Моментално најголема нужда фактички на самиот македонски народ е да научи за блокчейн технологијата на една или на друга, не е битно. Значи битно е да научи, затоа што колку повеќе го тргаме ова настрана, толку потешко ќе биде кога ќе дојде, а нема да бидеме спремни, а тоа ќе биде многу брзо со оглед на фактот дека гледам дека со забрзано темпо се развиваат и CBDC проекти, како и соодветна регулатива за крипто секторот, кои што пред да знаеме веќе ќе бидат секојдневие и ќе дојде ситуација во која што ние нема да знаеме ни што е тоа, а целиот живот ни е практично регулиран и на некој начин диригиран од самата крипто блокчейн технологија. Така да се надевам дека ова ќе помогне на било кој што сака да научи повеќе за самиот крипто свет. Одека сме да соработуваме со било кој што е отворен за соработка, нормално како што може да видите подкасти, било каков тип на прашања, одговори, слободно поставете ги, овдека сме да одговориме колку што знаеме и колку што можеме и да работиме како заедница да се поставиме доста позитивно за следниот бул маркет. Така да
мислам дека можеме да развиеме оваа заедница многу солидно, се зависи од нас како македонска заедница која што наместо фудбалски клубови треба да се фокусира на профит и во тоа да бидеме нели во еден глас. Така да се надевам дека ова ќе продолжи понатаму и благодарам на сите што ни доставуваат вести со цел да нели можеме да работиме и да доставиме нешто повеќе до вас и се гледаме во следното видео. Поздрав од CryptoGaming.